поздравувам моите двајца гости со кои што ќе отвориме темата со спорт и правилна исхрана до здрава нација. Повеќе разговараме за спортот отколку за исхраната, но Иван и Боки, секако дека исхраната е клучна ако сакаме да имаме убаво тело. Прво да ве поздравам, Иван Трпчевски, актуелен државен шампион во триатлон сениорска конкуренција, и Бојан Диков, дипломиран професор по физичко и здравствено образование и тренер по фитнес и физичка подготовка. Добро утро уште еднаш. Денов ви почна со тренингот утрово или директно во студија? Директно во студио, па после следа тренинзи. Пота почнува напорниот ден. Да. Иван, почнувам со тебе, актуелен државен шампион во триатлон сениорска конкуренција. Би сакал едно кратко представување што значи да се биде триатлонец и што значи оваа титула во Македонија, државен шампион? Па, најпрво драго ми е што сме дел од твојата емисија и чест ни е што сме тука. Триатлон може да кажам дека повеќе е начин на живот, инаку спортот се состои од три спорта заедно, пливање, велосипедизам и трчање во едно. Тој е и олимписки спорт меѓу другото. На Олимпијада се плива километар и пол, се трча 10, а измеѓу е 40 километри велосипедизам. Има и помали дистанции од тоа и поголеми. Конкретно ке нас минатата година имаше повеќе спринт дистанци, што се пола од олимписката, и во севкупен пласман јас доаѓам како шампион на Македонија во триатлон. Живееш едно време надвор од Македонија, каде беше Америка? Бев во Америка, да. Идев и се враќав, имаше периоди кога останував таму по 6-7 месеци, меѓу другото таму и започнав уствари со триатлон. Имаше еден локален триатлон. Претходно јас бев пливач, бев државен првак во пливање до 18 години. Имав мала пауза со спортот и кога за прв пат отидов во Америка, имав близок контакт со нов спорт, со триатлонот, каде што еден од моите спортови претходни веќе беше дел од тоа. Учествував на тој триатлон и као прв триатлон победи во мојата age group од 25 до... Тоест не, тоаш бев 20 до 25. И од тогаш некако се тргна нагоре, си имам надпреварувано и таму, и тука, и во странство, а сега веќе зема и поголем замав и на некој начин веќе и ја представувам и Македонија во странство и некако попрофесионално сега оди целата работа, за разлика од тогаш кога само почна како да спортувам пак. Значи, штом веќе изборуваме државен шампион, тоа значи дека работите кај нас во врска со триатлонот одат во нагорна линија? Да, дефинитивно. Федерацијата имаме добра поддршка од нив и од мојот матичен клуб Триоджи. Оди се нагори, се надевам дека ќе продолжи така, ќе продолжат да го помагаат спортот, сите кои што се вклучени во тоа. И на светско ниво триатлонот оди нагоре, се поактуелен и со Ironman-ите сега, што се Ironman е веќе голем бренд што многу луѓе го знаат и континуирано спортот оди нагоре. Ми е многу драго, бидејќи и сум дел и е многу во спорт и ги има сите три главни спортови што можеби едно дете треба да ги знае од мали нозе за некој како основа да го има. Значи пливањето е основен спорт, велосипедизам, нели, знаеме што од мали нозе не учат како да возиме велосипед, и трчањето, односно атлетиката е кралица на спортовите, така да сметам дека и драго ми е што гледам дека има триатлонци од мали нозе сега, и се надевам дека тие ќе прераснат во шампиони, се надевам некој од нив олимпици во иднина. Вие си се дружите приватно, морам да кажам, и кога веќе ги споменавме дечињата, и да, работите доста и со дечиња, меѓу кои ти Бојан, и како професор, и како тренер, но би сакал малку повеќе кон тоа што ти моментално тренираш. Пливањето верувам дека ти е едно од приоритетите. Го немаш откажано, така? Па да, рекреативно пливам. Во моментов на што си насочен кога зборуваме за спортовите? Моментално, значи, јас сум тренер по фитнес, односно по систем на вежбање кој што се вика ATG на англиски, односно Athletic Truth Group.
што преведено на македонски значи група за атлетска вистина, и тоа е систем за вежбање што доаѓа од Америка. Човекот што го измислил се вика Бен Патрик и е малце по различен систем од сите досегашни за вежбање и насока, мислам, фокусот му е на зајакнување на сите делови од телото и изголемување на мобилноста во добар сооднос. Тоа значи да бидеме добро градени, како да кажам, атлетски градени, затоа и доаѓа тука, нели, во името атлетска вистина. Се работи на баланс помеѓу предна, задна страна на телото, нели, јачината на мускулите, лева, десна, горна, долна, да биде се во добар сооднос, бидејќи тоа е докажано дека го зголемува физичкиот перформанс, ги намалува болките и повредите, многу голем процент, мислам, ако повреда тие што се безконтактни, нели? И го прави телото да функционира оптимално, во најдобра состојба. Така да во светот прави моментално многу голема као бум, као револуција и станува се попознато и се користи во многу големи спортови во Америка, како што се рагбито, кошарката, нели таму се тие на највисоко ниво и во многу други. Во боречките вештини станува све поактуелно и поактуелно. Олимписки спортисти почнуваат да го применуваат и така натаму, така да моментално го работам 100% тоа, рекреативно и пливам и возам точак лани. Но тоа нема откажување. Да, нема. Лани баш со Иван, он ме водеше, се натпреварав и јас во триатлон во рекреативна категорија. На државното првенство. Што он почнал веќе рекреативна категорија? Да, веќе, да. Ја му кажав следен, за некое време ќе се вратам пак, ќе би сакал да влезам малце подлабоко во тоа, али дефинитивно мислам се бавам со многу спортови, и скијам, и пливам, и возам точак, и ама главно е вежбањето. Важно е, ќе се навратам повторно на дечињата, ве знам и лично и поодамна и знам колку од родителите ги доверуваат дечињата да бидете нивни тренери. Ќе се вратиме на овој стил на вежбање кој што и двајцата го практикувате, но би сакал да почнеме од децата. Стануваат ли се повеќе свесни родителите дека од мали нозе се учат здравите навики, бидејќи ако зборуваме за градење на здрава нација, мора да ги слушаме професионалците како вас, но што правиме со родителите од друга страна? Стануваат ли повеќе свесни да ги доверуваат децата на професионалци од мали нозе? Дефинитивно. И колку е тоа важно? Дефинитивно и ја сваќаат важноста, бидејќи имаме се поише луѓе што ни се вуваат, бидејќи нивното дете, не знам, има проблеми со стапалата, нели, рамни стапала, искривување на рбетот, тие се почести поради, нели, начинот на живот, што е седењето цело време, седење, учење, школа, телефон, сме во оваа положба која што не е природна за телото и ние бидејќи работиме на тоа, нели, да го вратиме телото во правилна функција, се повеќе ни се доверуваат, има се повеќе, исто ми е драго што кажа Иван, окей, ги праќаат децата на спорт, ама разбираат дека за да го пратиш на спорт треба и детето физички да плюс да е спремно за спортот кој што го прави, бидејќи самиот спорт не е доволен и си има свој, мислам, во спортот не се работи на телото е во неприродна позиција, да речеме на точак исто, сумова, ова исто не е неприродна позиција. Затоа со вежбањето ние мораме да го исправиме телото, го вратиме за ова да не биде проблем после тоа на точак. Да не си остави последици. Да. Така, да. Што и да тренирате, што и да спортувате, сепак мора да има некој начин на вежбање како вашиот, верувам, Иван, го практикуваш истиот. Да. Мене ме врати, имаше еден период како пливач кој транзицира во триатлон, а таму има трчање кој е спорт со повеќе импакт, посебно на зглобови, на колена, на глуждови. И јас имав проблем еден период по косниците, тоа е кај што се врзува коската со мускулот на левата и на десната нога, ми беа воспалени континуирано од трчање и веројатно од што не ми се доволно, тоа е као слаба точка некоја во телото, од претходно пливањето кај што нема импакт, доаѓам во спорт кај што има повеќе импакт. И имаше потреба тоа да се зајакне некако. Среќа се знаев со Бојан, му го објаснив проблемот и полека почнавме да работиме на тоа да по интензивно работење од некои 3 до 6 месеци имаше, веќе гледав разлика. После 6-тиот месец јас заборавив
каде беше конкретно болката, да. Што значи дека и игра многу улога за превенција од повреди, за лечење од повреди и поголема физичка спремност. Така да во мојот распоред неделен обавезно имам 2 сесии каде што работам на сила и мобилност и тоа ми помага за подобар физички перформанс. Каков стил на вежбање овој кој што и вие го преферирате лично? Верувам дека од ваше искуство, Боки веќе начна темата на почеток, дека од ваше искуство, ако на вас како спортисти тоа ви годи и на нас аматериве од друга страна, исто така е добре дојдено, некако се појавуваат различни стилови на вежби изминативе години, светски трендови, но ова е тренд за кој што се повеќе и повеќе се зборува посебно изминатиот период. Зошто е тоа така? Боки веќе ни начна нешто, би сакал дете чисто да го продолжиме во продолжение. Да, бидејќи е различен од сите системи, фокусот е различен. Не бара секој ден вежбање, може и 2-3 тренинзи неделно. Да, 2-3 пати неделно, да, е доволно. Е малце различен од сите, бидејќи повеќето методи на вежбање што моментално се на еден вид искочени од спорт. Например, бодибилдингот е спорт. Кросфитот е спорт. Значи има такмичења, надпреварувања, нели има пауерлифтингот, ние што крева, нели големи тежини, исто така е спорт. Значи они се надпреваруваат. ATG е трнат од гледна точка дека не е спорт, него е начин на вежбање што ќе те спреми за спортот. Така да буквално моментално има и бодибилдери, и кросфитери, и пауерлифтери што го прават плюс ATG како додаток за да ги спреми нивните зглобови и повеќе фокусирано на зглобовите, не мислам заедно со тоа доаѓаат и мускулите, но да биде зглобот здрав да може да го поднесе тој напор што го носи самиот спорт. Така да во тој дел е различен и вежбите што се изведуваат се малку поразлични од сите, бидејќи се работи на тоа да зајакнуваме во што поголемо растојание, во што поголем опсег на движење. Значи, телото да биде спремно да се движи во секој правец, без при тоа да има лимит или да се случи повреда или болка. Колку време го вежбате овој стил на тренинг на програми? Јас се бавам со ова веќе 3 години, значи од 2019. Значи не е релативно нова. Па да, релативно. Кај нас ново може би тука како стил на вежбање, но кажавме во Америка веќе не. Да, така? Во Америка веќе постои 7-8 години до 10, мислам дека, ама сега не сме многу назад, значи. Па да. Добре тоа. Иван, колку? Јас сум 2 години, со мали прекини имаше некој период. Имаше еден период кога ми дојда многу тренинзи триатлон, имав по 20 сати неделно, плюс работев 40 сати и некако не успеав да го уклопам вежбањето и тогаш баш онака ми дојде момент каде што окей, тогаш почна пак да ми се враќаат болки, пак колена и слично и сватив дека окей, ова не можам да го тргнам од рутината што имам. Мора некако да најдам начин како да го склопам и од тогаш продолжив интензивно да работам на тоа. Има неколку програми кои што се состојат во тој систем на вежбање, некоја е за оф-сизон, тоа е оној период кога немаме трки од ноември до март, каде што може поинтензивно да се работи на тоа. После има друга програма Zero се вика програмата, каде што повеќе се работи за сопствена тежина и повеќе за, јас го гледам како во мојот спорт, повеќе за превенција од повреди и да се задржи таа цврстина на некои делови од телото што можеби во самиот спорт не се користат толку, меѓутоа ако има кратко движење или експлозивно движење во таа насока може да се случи повреда. И сега сето тоа заедно многу ми помага да можам главниот спорт да го правам без болка, што е клучно. Тоа е клучно за конзистентност во спортот. Ако ти немаш долго време повреда, тоа значи дека си тренирал многу повеќе него кога би имал повреда, а тоа е еден од клучевите, посебно во вакви спортови на издржливост, каде што нели, како што кажав, тренинзите знаат да траат и по 3-4 сати еден тренинг, а после да ти следи уште еден или два.
тренинзи, трките се исто долги, најкратката спринт дистанца трае околу 1 саат. Да не зборуваме за Half Ironman и Ironman, кај што трките траат од 4 до 8, 9, 10 сати. Така да баш треба да се земат во обзир сите сегменти и на спортот, дури може да зборуваме за исхраните, спомна и тоа влегува многу. Да, така би сакал да го завршиме овој разговор како професионалци, затоа и така ја поставив темата со спорт и правилна исхрана до здрава нација. По еден совет од вас до сите што не следат за важноста на физичката активност, но верувам дека и на луѓето со кои што комуницирате на дневна основа и бараат совети од вас, им кажувате колку и повеќе внимаваат на исхраната, толку и резултатите, што и да спортуваат или вежбаат, ќе дојдат побрз. Така е. Не зборуваме само за физичките резултати, туку и за здравствените. Да, тоа сакав да додам, значи не спортот на страна, нели, како професионалец Иван, имаме и доста рекреативци, луѓе што дајат, нели, за да се рекреираат со вежбањето и најголем проблем во моментов, не само кај нас на светско ниво, е седечкиот начин на живот. Од тука дајат, мислам дека многу голем дел на проблемите во телото, неќам да кажам проценти, што не знам колку точно, ама сигурно се над 50%. Да, и пандемијата сега и ги накачи процентите, да, треба нови истражувања. Да, плюс, дефинитивно, затоа што ние цело време кога седиме сме во многу неприродна позиција за телото, каде што тоа влијае на многу голем дел од ребето, до коковите, колената, со тоа рамениците, вратот, се помлади луѓе имаат проблем со вратот и тоа е овој систем што го работиме ние многу помага на тоа, бидејќи го враќа телото во нормална позиција, природно како што треба да е, како што е дизајнирано да биде. Имаме све повеќе рекреативци што доаѓаат и осеќаат резултат. Како ова веќе мислам седењето не им влијае негативно, што имале болки некој во рамо, ги снемува. Да, ги снемува. Така да дефинитивно преку ова ние што го работиме и секако кога ме прашаат како да ослабам, како да го симнам стомакот, ја им викам, окей, ова работиш, ама мора исхрана, двете едно без друго не одат, така да не можеш и да јадеш тоа што не треба, да вежбаш џабе, нема да имаш резултати и стомакот нема да го симнеш. И они вика стомачи. Да, вика стомачи. Да, ако правам џабе и 1000 стомачи на ден да правиш и 200.000 што се вика, нема да се симне стомакот без исхраната. Така да многу е клучно тие две работи и дефинитивно ова, мислам, тоа што го правиме ние, мислам дека и на моментално и менува во Америка, например, менува луѓе што имаат проблемите со колената, со ребетот, као им ги менува животите, бидејќи имале операции, болки и ги решава, така да мислам и на као нација, ова што го работиме, нас не е и целта да помогне и на спортистите, и на рекреативците да живеат со што помалку болка и со што поголема физичка способност. Тоа е нашата цел. Момци, ви благодарам за гостувањето во Македонија на утро. Поминаа 20 минути, брзо, дефинитивно, значи дека уште едно гостување ќе имаме за многу скоро. Ми беше пријатен разговорот со вас. Пред се, кога имаме професионалци од другата страна, кога зборуваме за здравје и за вежби, секогаш е интересно да се слушаат советите, така да некој од следните саботи ќе ве викнеме повторно. Или ќе дојдеме со вас на терен некаде. Може, уште побаво. Благодарам за гостувањето. Фала ти на тебе. Фала, Ване.